И сите имаат нели мислења за тебе, некој е позитивно, некој е негативно, добри коментари, злобни коментари. Овде во Скопје не можам јас да преживеам ако платата ми доцни 3 месеци, треба да се плаќаат кири, сметки, превоз, храна. Не, ако видам дека се случува некоја неправда, особено во различност која што е невина, ја прва зборував за тоа, прва сакав да се расветли тоа. Не можам веќе да работам за некој друг, да работам за нечии туги соништа и цели, затоа што се осеќав дека се гушам. Данче, како си? Добра, наспана, нешто со кое што ретко кој родител може да се пофали, особено кога има мало детенце кое што поминува низ скок во развој. Ти како си? Добро сум ја наспан, конечно. Ја доживеав сам за време на некои студентски, па и постстудентски денови. Спиењето ми беше од 4 до 6 сати. Сега, од последниве неколку месеци, откако стапив во брак, многу поразлично, бидејќи сега немаш едноставно интересите не ти се тие, го немаш тој FOMO ако нешто пропуштам, а и кога гледаш како и помага на жена во спиењето и тоа си као окей. Може и ја да оправам тоа, така што конечно мислам 8 сати имам синоќа спиење, што перфектно. Минимално е, ама за мене тоа е премногу. Или за некоја верзија од мене порано. Too much. Да, убаво тоа FOMO што го спомна, затоа што се што ти треба во моментот е баш околу тебе, до тебе. Ништо не пропушташ. Таа промена највеќе ја осети последниве неколку месеци, кај што си као пошто нели порано, нешто ако се деси навечер, едно друго, сега знаеш дека окей, кој ме бара, ќе ме најде утре, неам ја нешто, си имаш тоа што кажа ти се околу тебе, супер ти е. Да, браво. Да. Баш ми е мило што ти имаме тука за гостинка. Пак се најдовме струмичка линија. Мислам дека ако гледаме демографски гости на подкастот, највеќе од Струмица имаме. Некојаш сосема случајно, а некоја со намера. Така што баш ми е мило што ќе зборуваме денеска. Ама да почнеме како и за секој гостин, така и со тебе. Што за тебе представува менталното здравје? За мене менталното здравје е да бидам во мир со себе си. Тоа значи дека навечер пред да си легнам, да си се погледнам во огледало, да си кажам, Данче, добро е, помина денот, се е во ред, што и да се случи, ти си живееше според своите правила, вредности и стандарди. Тоа што не се случило не е страшно, утре е нов ден, ќе пробаме пак. Значи тоа е нешто слично како кога одиш на тренинг, некој ден, окей, давам 2% од себе, од моето тело, никогаш 150%, ама битно сум се појавила. Така и со секој ден. Некои денови ќе бидат максимално продуктивни, некои денови воопшто нема да сум продуктивна, но она што ми е мене лично важно е да се трудам. Секој ден барем по 1-2% да идам во насока кон остварување на моите цели. И така можам мирно да спиам како бебе на вечер, да. Да, многу е интересно тие некои очекувања, нели, кои ги имаме од себе. Секојаш треба да дадеш 100% не се од себе, а некојаш кој што каже и ти, важно е само да се појавиш, да бидеш присутен и толку, не мораш ништо повеќе. Да, се слагам. И да, баш интересно тоа што спомна, бидејќи знаеш, убаво е кога јас зборам со ова не е 65-6 епизода која ќе да биде и сите имаме нели своје некој видување на менталното здравје. И сега мене ми е интересно да те прашам од кај доаѓа сето тоа. И двајца сме пораснати во некоја слична средина или Струмица на пример. Доаѓаш овде во Скопје. Кои беа некои работи кои што ти влијае да доеш ти да размислуваш вака како што си сега и да гледаш на менталното здравје на овој начин на кој што сега ни го опише? Па јас сум многу емотивна по природа и бидејќи веројатно сум така уметничка душа, од секој сум ја сакала уметноста, пишувањето, глумата, ја не се срамам од мојата емотивна страна, туку напротив, мислам дека тоа ми е силна страна, иако може луѓето не го перцепираат тоа на тој начин, затоа што мојата емотивност всушност ми помага јас многу поавтентично да се поврзам со другите луѓе, да сватам нивната перспектива, да влезам во нивните чевли, со цел подобро и да ја пренесам нивната приказна или да креирам настан или продукт што ќе ги задоволи нивните потреби за конкретна ситуација. Од една страна да сум емотивна, од друга страна веќе некако скоро ништо не допира до мене. И мислам дека тоа и се должи на тоа што бев 10 години новинар на телевизија, нели секој ден
те гледат, по неколку пати им се појавуваш на малите екрани, те гледат на улица околу и сите имаат нели мислења за тебе, некое позитивно, некое негативно, добри коментари, злобни коментари и некако да ти кажам отрпнав. Може само првата година-две ми влијае директно затоа што мислев дека се наменети кон мене, ама со текот на времето се гордам што ќе кажам дека ништо не допира до мене. Денес слушам само фидбек од луѓе што се многу покомпетентни од мене на одредено поле каде што јас сакам да станам компетентна и од семејството, од најблиските кои што знам дека ми мислат, ми сакаат само добро. Друго ништо не ме засега. Да. Тоа е доста интересно и мислам искрено доста тешко да се дојде до такво нешто и верувам дека ако не си била изложена на тие некои работи уште од сам старт, многу тешко се. Скоро па е невозможно да дојдеш тоа, пошто тоа не се учи од книга, не можеш да научиш од еве сега ќе ти дам совет, Данче, не се грижи за ништо, не се учи така. Како ти беше у тие моменти, ја кажа, ти требала година-две да како ти беа тие први некои почетнички години кај што слушаш коментари на екранци, на телевизија, разговараш со луѓе, како помина тие неколку години? Па најчесто со плачење. Ке прочитам нешто лошо за мене или некој ќе ми даде негативен коментар или ќе поминам на улица и некој видеа таа и таа телевизија, таа таква. Едноставно си одеш дома, се затвориш и си плачеш, ама тоа што знам секој ден ако го доживуваш си многу изложена на тоа и со тек на времето се помалку ти значи таквото мислење затоа што сваќаш дека тоа што луѓето го кажуваат повеќе зборува за нив самите, не зборува толку за мене. Затоа што нели секоја телевизија, секој портал си има некоја ориентација и може не секој ќе се согласува со тоа што јас го кажувам на телевизија или го пишувам, ама тоа е сосема во ред. Мислам секој е слободен да си каже тоа што го мисли и порано нели така лично си ги сваќам, ама сега веќе некако ги процесирам, само си поминуваат. И особено и со платформата Working Mom, кога ја лансирав, имаше многу злобни коментари. Ама ете, веќе поучена од претходното деценијско искуство, окей, ми беше, секој може да зборува. Нека си кажат што си мислат, нека си ги исфрлат фрустрациите. Ако тоа им помага, окей сум јас. Да, тоа е интересно. Јас се сеќам ова не ми е прв пат кога сум правил порано на политички кога бев короната фати што ќе правиме, ајде ќе зборуваме на Zoom и ќе снимаме и се сеќам првата таа некоја епизода и мал милион коментари до тој степен да овој вел ваков, па овие се од овие платени едно друго, ние сме студенти кои што едноставно досадно ни е дома и имаме мислење за се и се што се случува у политиката и баш мене ми беше окей, нека зборуваат, ни билдаат engagement на социјални медиуми, ама не секој е така. Се сеќавам разговори со колеги со кои што заедно го правевме подкастот, беше па чекај се, ајде, може нешто да смениме, па вака, па кажам не, ќе си продолжиме, ако нормално, секој си носи своја одлука, ако не сакаш да продолжиш, тоа е окей, ама тие некои коментари и убаво кажат и баш ми мило што спомна, зборувам многу повеќе за нив, отколку за тоа што ние пласираме. Секој има своje мислење, секој различно размислува. Ние може да се согласиме или не, ама пак на крај на денот може да направиме муабет. Да, има една изрека во новинарството и лош публицитет е добар публицитет. Да, ја тоа често си го спомнувам. Апсолутно, нека се зборува само. Да, од кај ти дојде идеја, мислам, пошто, знаеш, новинарството не е некоја професија која што сите сакаат. Може би не е толку да никој не сака да биде новинар, туку никој не сака да учи да биде новинар. И тоа од каде доаѓа желбата за новинарство уште на мали години? Од секојаш знаев дека ќе станам новинар. Се сеќавам уште на 5 годинки во мало имав некој импровизиран микрофон во рака, водев емисии, водев мис на мало и знаев дека ќе се запишам на факултет за новинарство и односи со јавноста и се запишав и бев првенесна генерација. И потоа работев во повеќе телевизиски куки, во повеќе портали. Дури и бев избрана како талентиран новинар од Македонија од Америчката амбасада, па ме испратија на студирање во Америка на првиот универзитет за новинарство во светот, во Колумбија, во Мисури, па таму ме испратија низ неколку држави да правам репортажи за урагани, за терористички напади. Тоа беше фантастично и возбудливо. И после 10 години во новинарството ја морав да
да се повлечам, затоа што од една страна политички притисок огромен, а јас бев новинар кој што сакаше да промовира култура и образование, ама не успеав да најдам простор да го промовирам тоа. И некако, освен политички притисок, имаш речиси секојдневно закани по живот, што веќе не ги не сваќа сериозно, и од финансиски аспект. Најчесто платата доцнеше 2 до 3 месеци. И сега јас дојдам од Струмица, овде во Скопје, не можам јас да преживам ако платата ми доцне 3 месеци. Да. Треба да се плаќаат кири, сметки, превоз, храна. И едноставно тоа беше некако не беше животот кој што сакав да го живам. И морав да се повлечам од новинарството, запливав во други води, но ветувам дека во може некој нареден живот пак ќе си ја пробам среќата со новинарството, затоа што од секогаш ќе ми биде dream job. Баш поради тоа што, например, толку си сакал уште мала и самите нели достигнувања што ги имаш направено зборуваат за и дека си била успешна, како ти дое тој момент кога ја донесе одлуката да окей, ја морам ова, иако го сакам, иако цел живот сонував за да го правам ова, колку ти, дали ти беше тешко, дали ти беше лесно да ја донесеш таа одлука, како се справи со донесување на таа одлука? Тоа беше најтешката одлука, ама најпаметна, гледано долгорочно. И баш ми текнува дека седев на скали во една телевизиска куќа и нели си проверав сметка, дали конечно стигнала платата. И некако на Инстаграм или на Фейсбук беше ми излезе една реклама од Brainstar за нивната дигитална академија. И нешто во мене ми кажуваше дека ова е знак што сум го чекала. Имав некое силно позитивно предчувство. И си кажав, окей, си се запишав на програмата. Последните пари ги дадов таму, буквално. И се исплати, навистина ми се исплати, затоа што уште пред да ја завршам програмата, јас имав 3 понуди за работа на позиции кај што не доцне плати по 3 месеци. И секако ја зграбчив. Ја зграбчив таа понуда и продолжив да си работам во маркетинг светот. Имав, например, во исто време работев и full-time job, имав околу 10 проекти наеднаш, затоа што нели ако си работела со години во индустрија кај што нема пари, се гледаш да секоја можност за заработка ја зимав и некогаш до 16-17 сати работев на ден. За нели во случај не дај Боже повторно да останам банкрот. И мислам дека ја фатив таа некоја златна ера на контент маркетинг, затоа што јас бев контент writer и пишав илјадници промотивни текстови за компании во време кога уште нели се ценеше човек кој ќе ти напише текст, и сметам дека добро си материјализирав од талентот за разлика од претходно. И некако и се заситив од таа индустрија. Сега кога си бил веќе новинар, маркетингот воопшто не ти е возбудлив, затоа што секој ден е исто, не е секој ден одиш на терен па не знаеш што ќе ти донесе денот. После 5-6 години се заситив од индустријата и тогаш сватив дека е време за нешто свое. За нешто свое, да. Тоа е интересен, знаеш, бидејќи пак ти на некој начин, окей, живееш во тој некој свет, ама го немаш новинарството, го немаш тоа што каже ти, тоа чувство дека не знам што ме чека денес како ќе излезам на терен. Пак пишуваш, пак си на некој начин може да кажеме во тој свет, ама не се убаво тоа што нели ги имаш финансиите сега. Да. И тоа ти кажи ми за тие некои, пошто нели една од големите работи што денес се случуваат и фриленсери, па и луѓе што работат full time job, е burnout. И ти спомна 16-17 сат. Дали ти, например, се соочи со тој некој проблем кај што едноставно не можеш повеќе ништо да дадеш? Или беше само заситување од таа работа? Па да, во маркетингот имав неколку пати burnout, меѓутоа тогаш многу полесно се справав затоа што немав дете и може да си спиам 16 сати работам, 10 сати спиам и телото ми се регенерираше. Тогаш бев и во 20-тите години. Меѓутоа вистинскиот burnout ми дојде кога станав мајка и кога некој спиеш 2 сати, некој спиеш 3 сати, потоа имаш толку многу работа и тогаш во неколку наврати си завршив на инфузија од исцрпеност. Ама си ја научив лекцијата и сега многу повеќе внимавам, многу повеќе се грижам за себе и нема повторно да дозволам така да работам до исцрпување, само за да си докажам себе нешто, туку така почнав да зимам по мали залаци, да си поставувам граници едноставно, затоа што која е поентата да се исцрпувам до бескрај?
Да. Имам други приоритети во животот сега. Да. Мислам, една од причините како ја налетав на тебе на социјалните медиуми беше тоа working mom и контент кој што го имаш за родителство. Спомна нели завршил со маркетинг, почнаш свое нешто ново. Како дојде до идејата за нешто кое што би било не само за тебе корисно, туку и за други мајки и родители кои што се помеѓу нас? Да, и па имаше тука еден прелез од маркетинг, дури јас да се охрабрам да почнам нешто свое. А тоа беше, мислам дека се должи на мојата бунтовност. Значи, луѓето што ме знаат, јас сум огромен бунтовен. Ќе постојано се борам против неправдите. И тоа не само неправдите што им се случуваат на животните, на кучињата, на улиците, каде што сум огромен активист, туку и неправдите во рамки на компаниите. Затоа може и менеджментот не ме сакаше толку, затоа што не сум од тие QTC 30 си, не има и полошо. Не, ако видам дека се случува некоја неправда, особено в различност која што е невина, ја прва зборував за тоа, прва сакав да се расветли тоа. И може затоа и колегите кажува дека сум била македонската Wonder Woman, затоа што секогаш сум се борала за вистината. И некако после 10 на 15 години поминати во корпорации, сега некаде имаше супер компаниска култура, некаде беше токсична. И сватив дека едноставно не можам веќе да работам за некој друг, да работам за нечии туги соништа и цели, затоа што се осеќав дека се гушам. Ја имав толку многу идеи вака позади и ништо не правев во врска со нив. Цело време, 8 до 10 сати у денот, се посветував да работам за други луѓе, за они да си остварат соништата и целите, за они да профитираат, а јас си добивав фиксна плата. И тоа некако многу ме нервираше. Мислам дека го фатив последниот воз за промена, затоа што дури влегов во 30 години, па тогаш сватив дека мора да променам нешто, да почнам еден друг предприемнички пат. Секој сум многу благодарна за пријателствата што ги стекнав од тие години, луѓе кои што до ден денес ми се одлични пријатели. Па така и ве 3 години откако го напуштив корпоративниот свет, можам да се пофалам со 4 брендови под моје име. Значи обожавам да креирам. Working Mom, мислам дека сум најпрепознатлива по тој бренд. Working Mom уствари настана, требаше да биде првично мој личен блог. Да, кога останав бремена и бидејќи цел живот пишувам за други компании, сум пишувала илјадници текстови, некои имале милионска читаност. И одамна сакав мој блог да направам на одредена тема, ама ја немав темата и некако останав бремена, сватив дека може ова е темата на која што треба да пишувам. Па така лансирав платформата пред 2 години и нешто. И до ден денес сум изненадена како буквално 100 луѓе ми пишаа уште истиот ден кога лансирав дека и тие сакале да споделат искуство на мојата платформа, затоа што им се видела како безбедна заедница и секако тогаш ја отворив платформата споделување искуства и денес може да се пофалиме, мислам дека околу над 300 луѓе имаат веќе споделено искуство и секојдневно со нашите активности и она што го правиме им помагаме на илјадници, мајки и татковци да сватат дека не се сами осамени во процесот на родителувањето. Едноставно им паѓа камен од грб кога ќе прочитат дека и друг родител поминува не слична ситуација. И тука, нели, освен споделувањето, така настана и самата заедница, затоа што на пример, јас сум од Струмица, живеам во Ѓорче, кога бев со малечко бебе си се шетав низ порта Влаја со количка, со кафе во рака сама и гледав многу други мајки што се шета вака со количка сами и сите изгледавме слично. Си добивме така отечени, со бушава коса, тренерки кои некојаш беа извалкани. И некако си мечтав колку би било само убаво кога сите ние вакви осамени жени што се шетаме, би седнале на едно место, би се гледале редовно, би се дружеле, би се жалеле колку сме ненаспани, колку кафето не помага. Баш ми текна тој период на една серија што ја гледав, Working Moms на Netflix, нели очигледно името ми е од таму позајмено. И во таа серија имаше неколку мајки што идеа на едукација во живо, за бремени жени, потоа иде на едукација и за мали дечиња. И тие мајки толку се дружеа, толку има исти предизвици, што со текот на времето стана најдобри пријателки. Па така се инспирирав од таму и решив да отворам Viber група, кај што собрав мајки, заедно отваравме табу теми, потоа организирав и неколку настани за мајки и сватив дека, па имало потреба за ова, многу мајки се чувствувале сами осамени како мене. И така некако универзумот, веројатно сме биле на иста фреквенција, ме поврза со Бојана од мој психолог и Сандра од Мама Пренатал, затоа што сите ние тримавме иста замисла за вакви дружби.
Буквално, и така се споивме и веќе колку година и пол како функционираме, имаме над 40 настани организирано за мајки и деца и на кои што над 600 жени имаат присуствувано. Ја многу сум среќна што еве си го најдов селото на кое што на секоја мајка и треба. И сега може да се пофалам дека не се џустам сама и осамена. Да. Тоа е многу интересно и баш сакам да интересно е бидејќи не е нешто кое што го има кај нас. Може би на англиски ќе најдеш некои ресурси или па и заедници кои што се најчесто нели за нас онлайн, ама само тоа што нема такво нешто го прави да биде доста влијателно и да помага доста на во овој случај мајки и родители кај нас. Кои беа на пример за тебе како сама тогаш предизвици за самиот тек на бременоста па и имање дете со кој што ти се соочуваш, а во исто време се обидуваш да бидеш сама свој газда, да создаваш своји работи. Кои беа некои од предизвиците со кои се соочи, кои што можеби те поттикнаа да почнеш тој блог? Да, па дефинитивно поспородилната депресија. Оти нели има статистики 1 од 4 жени доживуваат поспородилна депресија, ама не се согласам, затоа што секоја жена после пореѓај има хормони во телото што треба да се регулираат и сите помалку или повеќе осеќаме таа депресија. И сега кај мене изгледаше вака, еден ден се будам и сум многу среќна, возбудена, ентузијаст, затоа што имам мало топче, вака топлина среќичка во раце и сакам да полетам до облаци. Се будам следен ден без никаква причина и сум многу тажна, изфрустрирана, нервозна. Сите ми грешат, ништо не е како што треба. Едноставно тие беа денови кога сакам само да си пуштам Netflix со пижамчиња и да си јадам сладолед или чоколадо, ама не можеш затоа што имаш дете до тебе за кое што треба да се грижиш. Ја мислам дека може немав толку време да ги процесирам тие некои емоции од постпородилниот период, иако апсолутно постоја кај мене како емотивец, затоа уште кога бев во болница после операцијата со бебето, уште тогаш продолжив да враќам на пораки за нарачки за Trixie Box, затоа што некако ако ме снемаше, тоа отиде и бизнисот. И си дадов некаде 2 до 3 недели, тогаш сестра ми презема се, затоа што таа исто коосновач на Trixie Box, си дадов 2 до 3 недели, буквално ништо да не правам, да бидам заедно со детето и потоа веднаш си се вратев на работа. Секако не беше со истиот интензитет како порано 10-12 часа, си подработвав по 1 до 2 до 3 часа на ден, најчесто кога бебето спиеше или кога го чуваше некој друг. И сега многу луѓе тоа го негодуваа, ајде уживај си ти со детето, не се замарај со работа, ама јас си направив свесен избор дека на пример, ја можам 2 сати у ден да скролам на Инстаграм или можам 2 сати да гледам телевизија или да читам книга или можам 2 сати да работам. Ја го избрав да работам и затоа и толку брзо 3 месеци откако се породев, ја веќе имав лансирано Worky Mommy, беше така во полнек. Да, функционираш. И спомна нешто ние кога се слушнавме пред да снимаме, спомна дека голем дел од мајките сакаат да почнат нешто свое во тие некои први 12 до 18 месеци. Дај кажи ми нешто повеќе за тоа, бидејќи ја прв пат го слушнав кога ми го кажа ти. Да, па тоа е една прекрасна статистика што се покажа и дека овде во Македонија е точна. И тоа вели дека во просек 1 од 3 мајки 1,5 година до 2, кога ќе станат родители, има желба да почнат нешто свое. На што се должи тоа? Најчесто се должи работат во некоја компанија, детето им се разболело, па тие треба да се молат за слободен ден, за неколку часа слободни да идат да си го земат детето од градинка, едноставно ќе најдат на такви нефлексибилни услови и ќе сватат дека семејството им е приоритет. И најчесто тоа е причината за они да почнат нешто свое или почнуваат нешто свое, ама паралелно си работат и фул тајм и кога веќе тоа што им е свое расте, профитира, тогаш ја напуштаат работата. И баш во нашата заедница на мајки, огромен дел од мајките имаат истата приказна. Остануваат бремени, се пораѓаат, после неколку месеци почнуваат нешто свое. И ние всушност како заедница тоа и го охрабруваме и ги поттикнуваме мајките да не се задоволуваат да работат на работа што им е мизерна, каде што нема услови за родителите, кај што немаш никај да се измолзиш ако се уште доиш, тука едноставно
дека нема ништо подобро на светот од тоа, кога си родител, да бидеш сам свој газда и ти да одредуваш дали денес ќе сакаш да се вратиш во 2 сат да си го земеш детето од градинка, дали може ќе сакаш ништо да не работиш тој ден, цело време да си играш со детето. Значи таа слобода никој пари на светот не може да ја купат. Да. И сега колку е лесно или колку е тешко да почнеш нешто свое? Еве, као некој кој што има започнато неколку работи, спомна 4, поготово тој период кој што е доста тежок за една жена, кои беа некои предизвици со кои што ти сама се соочи, почнувајќи нешто свое? Да, па предизвици беше најчесто осудувањето што го добиваш од околината, од пријателите и од луѓе што не те ни познаваат. Како, например, ајде сега не ти е време да работиш, уживај си во мајчинството, еднаш е мало детенце, кај ти текна сега, ти бизниси да отвараш, па секоја година тебе нешто ново ќе ти текнува. Тоа беа коментарите, ма знаеш дека не слушам коментари веќе. Кога ќе станеш родител, еве ти сам може некојаш ќе го осетиш на твоја кожа, имаш некоја толку силна внатрешна мотивација, таков порив како никогаш порано што си го имал, порив да бидеш уште поуспешен од претходно. Значи да креираш нешто, затоа што еве ти веќе си сум креирала веќе нешто во мене и тоа ствари ме поттикнало колку јас сум способна да креирам нешто многу поголемо, многу повеќе бизници. И баш се шегувам дека ние веќе жените, мајките сме креирале бебе во нас, што е за нас да почнеш бизнис од нула? Ништо, гола вода во споредба со она што ние веќе го имаме направено со нашето тело. Мислам дека таа некоја внатрешна мотивација. И секако, нели, почетоците се тешки, апсолутно, особено од финансиски аспект. Меѓутоа, поддршката околу мене, од моето семејство, од пријателите, од партнерот, навистина ми беше клучна. За јас, например, имам навечер настап и сега ќе морам на некој да го оставам детето. Едноставно, таков вид на поддршка, таков вид на гестови многу ми помогна за јас да продолжам да си ги терам моите цели, без разлика околината колку и да не го дуваше. Ама ете, веќе почна луѓето да прифаќаат дека јас едноставно сум таква и дека нема да се помирам со нешто помалку тоа што го посакувам. И се помири. Да. Освен тоа што нели е заедница каде што повеќето, па ако не и сите, ги делите на некој тие и знаеш, е место кај што го нарече село, кај што ти буквално сите може да не се чувствувате осамено, да си ги наоѓаш своите луѓе. Освен тоа, кои се некои од работите кои што, еве, преку настаните кои што ги организирате и другите материјали кои што ги имате, за кои би помогнале на родители кои што можеби не се во момент дел во таа заедница, ама кои што се некои пилари на самата заедница Working Mom. Да, па, уствари, самата заедница им помага на повеќе начин на луѓето, освен тоа што нели они можат да го споделат своето искуство. Исто имам и работилници интерактивни за родители што ги правам низ компании и на тој начин дури некои родители ако не се во нашата заедница, им правам работилници како team building се повеќе на различни теми, со што им се помага уствари да имаат подобар work-life balance, подобро да си го менаџираат своето време, да постават граници или подобро да се грижат за себе. И секако овде како трет пилар се самите настани и се самите настани не се само дружење, тоа е начин, например, мајки од нашата заедница што имаат бизниси или сакаат да почнат нешто свое, ние им ги даваме потребните ресурси, например, ќе ги споиме со некој ментор, ќе ги споиме со некој бренд или спонзор, ќе им дозволиме да си донесат флаери, визитки, банерче. Значи, од повеќе аспекти им помагаме. Споделување, едукација е едноставно можност да се промовираат себе и она што го прават. Да, тоа е интересно, бидејќи не е само теорија, туку имаш, поготово ако, знаеш, некојаш најчесто, па не најчесто, ама некојаш на интернет среќаваме луѓе кои што се зборуваат за како, ама никогаш го немаат направено. Тоа што, барем еве и од тоа што имам видено и сега да зборуваме, која многу е полесно кога го имаш направено, кога имаш поминато низ тој пат, за да можеш после да споделиш искуство и плюс да споделиш практични начини и практични работи кои што ќе му помогнат на некој друг да ги остварат некои нивни цели кои што имаат замислено.
Да, и мислам дека најголема вредност што луѓето извлекуваат од овие настани се самата дружба. Знаеш колку многу пријателство има излезено од тоа. Луѓе ќе се најдат дека они ствари живееле во иста населба, па ќе почнат да шетаат заедно, па ќе почнат да си одат по крштевки, по родендени, да се дружат секојдневно. И јас уствари на тој начин ги најдов луѓето со кои што сум на иста фреквенција и навистина ми е драго затоа што некои луѓе чекаат некаде од надвор нешто да им излезе да им помогне, ама јас сум од тој тип на луѓе што ако нешто не постои, ја ќе пробам сама да го креирам на некој начин. Еве, бев осамена сама, ми фалеше друштво мајки да се жалиме и си ја направив заедницата. Па да, ако го нема, направи го. Да. Бидејќи тоа и ја го имам почувствувано, бидејќи имам таа привилегија и можност да патувам и да гледам работи кои што ги гледаш на едно место и баш се случи со ситуација кај што се враќам овде поттекнат од тоа некој искуство кој што сум ги имал надвор и баш зборуваме со пријател, ова сега ни треба тука, зошто го немаме ова и двајца се гледаме, зошто ние да не опочнеме, зошто да чекаш некој друг да започне. Иако нели тешко и не секој тоа може не секој го има тој драйв да започне нешто или да сака да ја направи промена кој што може би ја посакува да ја види, ама на крај на денот мислам на тоа се сведува, ако нешто сакаме, а го нема, што кошта да опробам. Да, точно, и јас се согласувам, звучи клише, ама биди промената што сакаш да ја видиш. Што јас можам, како индивидуа, денес да направам неколку работи за да помогнам некому во некоја насока, да придвижам некој процес, некој проект. Значи, тоа од мене зависи, ја не можам да чекам владата, тоа министерството нешто да направи. Океј, они нека си прават, ама не можам да бидам пасивна, ако гледам дека нешто не чини, ќе видам колку можам јас ќе направам, колку може ќе помогнам на некому или ќе придонесам за некоја поголема цел. Мислам дека сите ние вака ако се потрудиме барем една-две добри работи да направиме во текот на денот, многу и на себе ќе си помогнеме, затоа што нели кога помагаш на другите си помагаш и на себе. А мислам дека ние цело време кажуваме општеството не чини, државата не чини, а кај се родив сега во Македонија, ама уствари ние сме Македонија, ние сме општеството. Значи треба да се погледнеме во огледало, ствари. Прстот кон нас да го посочиме. Да, и тоа ја најчесто го кажувам како главен проблем што го имаме тука и до некаде ни е вграден проблем, бидејќи ние сме растени со таа некоја мисла дека ти ќе успееш само ако си замениш од тука или ако најдеш некоја голема, не знам, работа, па плата и се тоа, ама гледај поскоро да си идеш од Македонија, баш тука не функционира ништо. Корупција, едно друго, што е точно, да, работија може не функционира, системот може би воопшто не постои, има корупција, ама и надвор не е толку поразлично колку што мислиме и затоа не често се случува, сигурно си ги имала и тие разговори со луѓе, колку ми фали Македонија, ова ништо, знаеш, не е така кој што мислев дека ќе биде. Тоа е проблемот, кај што ние и тешко е да се излезе од таа мантра, кај што ти си растен со тоа ти е вградено во тебе, седор не видиш дека чекај, ја може да направам некоја промена. Ама тешко е да се види некоја таа промена, бидејќи ние само очекуваме нешто големо. А уствари на крај на ден промената е еден блог пост кај што ти ќе напишеш со што се сочуваш како мајка или како па и за време на бременоста, например, некој ќе види, па ќе се надоврза, ќе пише коментар, вака е. Од така почна промена. Мислам дека ние очекуваме многу големи промени уште од старт и тука тоа не кочи. Да, и се разочаруваме кога некој не ни ги доставува тие промени. Да се слагам тоа што го рече, промената започва од некоја ситница. Ќе се надоврзи, некој ќе се надоврзи, трет ќе прерасне во заедница и ќе правиме малку поголем импакт во општеството. Да. Кажи ми, спремајќи се за епизода, што е work-life integration? Пошто нели најчесто зборуваме за work-life balance, баланс работа живот, ама интеграција, што мислиш под тоа? Да, тоа е мојата милена тема. Work-life balance како фраза многу клише и е прекористена. И некако луѓето мислат дека кој знае каква филозофија стои за таа фраза, па ти вака жонглираш по 1 сат со дете, 1 сат на телефон.
Според мене, многу е просто, еве, work-life balance integration. Мојов изгледа вака, од 8 сат наутро до 4 сат поручак, јас си работам. 100% сум фокусирана на сите мои брендови, што се заврши до 4 се заврши. Другото, сигурно не е толку итно, може да почека и до утре. У 4 сат кога се враќаат маш ми од работа и син ми од градинка, едноставно телефонот се става настрана. Какви нотификации да добиеш, па ништо не е толку итно, ти да скокаш на секој бип, ништо не гори толку многу. И едноставно се долегнување тоа квалитетно време посветено со семејството. Значи се сведува, си ставаш една граница. До тука работам, до тука сум со семејството и дисциплина. Нема голема филозофија, едноставно треба само телефонот да го ставиме на страна и да не читаме мејлови. Ептен сега може има некои денови кога навистина гори, кога мора да се презема акција, ма не верувам дека секој ден ние мора да скокаме на секоја порака, на секој лайк што некој ни го кликнал на Инстаграм. Апсолутно небитно. Секој сега има некои денови, например, син ми уште во градинка, ќе ти се јават од градинка, ќе ти пишат дека детето качало температура, повраќало и ти мораш да идеш да си го земеш, без разлика што и да имаш на агендата тој ден. И сега едно од предностите кога работиш за себе е што можам во било кој момент ја да си затворам компјутер. Тоа е тоа. Си го зимам детето, си се враќаме и тоа work од work-life balance, се завршува, се пречкртува. Да, тоа е една од најголемите предности и тоа што мојата шефица некојаш и петок ми го дава слободен. Да, и тоа што спомна, дисциплина е потребна. Ама мислам дека дисциплина се вежба, например, пошто знаеш, има неколку различни начини како ти можеш да се откажеш од некоја работа која што ја правиш премно. Да не зборуваме сега за ама тешко е. Што ти помогна на тебе, бидејќи не е толку лесно ако на нешто си многу фокусиран и од кое што ти значи, еве ако тоа ти представува тебе твојот едноставно живот, така од тоа преживуваш, кои работи ти помогна да имаш таа дисциплина која ќе дојде 4 сат толку готово? Пошто не е баш најлесно да оставиш телефон на страна и мајки во предвид дека и чекај се овој за ова треба да збориме или со овој чекам одговор за ова. Што ти помогна да можеш да бидеш дисциплинирана во тој поглед? Технологијата треба паметно да користиме. Еве на пример, ја некогаш тоа го правев без помош на технологија и се фаќав себе си, како идам, ќе си го чепнам телефонот, ама сватев морам да бидам поригорозна, да ставам некои поголеми граници и си инсталирав таква што апликација да ти го лимитира времето на социјалните мрежи, без разлика дали ќе се вклучиш од компјутер или од телефон. И си имам, например, еве, да кажеме, од 4 p.m. до следниот ден, до 9 a.m., 9 часот наутро, ја не можам да пристапам на Инстаграм, на LinkedIn, на Facebook, можам само на Viber, дока 6 p.m. Ептен, ако се слушаме со моите на Viber, па сакат да го видат Дарио, син ми. Имам такви граници за секоја платформа. Например, Instagram не можам да го користам на ден повеќе од 20 минути. Толку ми се гаси. Што сум направила? LinkedIn ми е на 15 минути ограничен, Viber ми е на пола сат, а Google Maps не ги ограничувам затоа што ми треба. Да, ама Google генерално го ограничувам негде на 40-45 минути. YouTube исто сигурно има. Или да, апсолутно YouTube, особено YouTube Shorts. Значи, некогаш се фаќам себе си како долго време гледам YouTube Shorts и за секогаш ги банирав. Никогаш да немам пристап до YouTube Shorts. Да, YouTube видеа исто ми се заедно со Google и на тој начин, еве ја дури ако сакам у 5 часот поручак ја да си скролнам на Instagram, не можам, блокирано е. Така, тоа го препорачувам како најинстант решение, на тој начин неколку пати ќе го отвориш телефонот, ќе сватиш дека не можеш да пристапиш. Ќе се помириш, ќе си проложиш со денот. Да, тоа е интересно бидејќи некојаш јас сум пробал такви, ама наискрено секојаш нели имам workaround, кај шо, ајде сега си додам уште 10 минути, ајде. И тоа мене ме кочи, имам таа, мислам, сум го пробал и тој начин да поставам некои параметри, до душа никогаш не сум имал толкова, бидејќи сметам дека сум имал периоди кај што можам, година дена сум бил без одредени социјални мрежи. Едноставно не ми представува
проблем у самото функционирање, ама дефинитивно сум се фатил кај што, окей, мора да намалам, ама има денари кај што ќе најдеш начин како да идеш околу. Интересното е што сега веќе мислам дека има и апликации кои што уствари ти не можеш толку готово. Нема ај уште 15 минути. Да. Ама уште не сум се осмелил на такво нешто. Или баре и не сум имал потреба, бидејќи не секој има таа потреба. Например, ти мислам дека поразлично бидејќи ти имаш дете и ти сакаш да бидеш вклучен во животот на твоето дете. Кога ги нема и тоа мислам дека многу помага. Еве ја пак ќе кажам го имам приметено тоа да бидеш сам да живееш со друга личност и се фаќам некојаш ја поразлично би постапил сега во ситуацијава да бев сам или поразлично сум постапил порано, а сега гледаш дека чекај. Треба да посветам повеќе време на другата личност, не е важно дали, не знам, сум гледал денеска бейсбол или не, или кошарка или не. Ќе гледам хайлајтс утре од Сабајле, дај да посветам време со неј за денеска. Да, тоа е преубаво кажано и драго ми е што си ја научил оваа лекција. Јас баш еве кога сме на оваа тема, веќе ми е напишана книгата, ќе ја промовирам некаде крајот на декември. Правам сликовница за деца, која што ќе биде баш за оваа тема, за обседнатоста на родителите со телефоните и тоа што си ги занемаруваат децата, за да си скролнат уште 5-10 минути. Во споредба со она што ние како родители им кажуваме на децата, ти не смееш повеќе од 10 минути да гледаш YouTube, ти не смееш тоа, а ние смееме со саатови да скроламе. Тоа е двојни стандарди, огромно лицемерие и така сакав да направам нешто што ќе биде освестувачки и за родителите и за децата, посебно за родителите ми е така намената книгата. Така и мислам дека тој аспект баш со Аманда, со жена ми имаме зборено што многу е важно. Ти можеш да кажеш едно, можеш да кажеш толку 15 минути или нема воопшто, ама ако тоа дете тебе те гледа, како ти на телефон го користиш за едно, за друго, за трето, а не го користиш за повици, тоа дете ќе се научи и кога ќе му даеш можност ќе без разлика што и да кажеш не те слуша повеќе. Ние имаме пријатели кои што буквално ја учат, има 2-годишно девојче и ја учат дека телефонот е само за јавување. Да. И толку. И кога таа е присутна, тие не се на телефон, не пишуваат нон-стоп или постираат па гледат видеа, воопшто. Што најчесто не идеш во ресторан и се влегува фамилија со мало дете и да смириш дете му даваш телефон и да гледа. Ама ти ако го навикнеш на тоа дете нон-стоп, тоа ќе биде зависно од YouTube и од не знам кои таму видеа. Ако го научиш дека телефонот е само за зборување, тоа ќе го попреми многу и ќе биде многу поефикасно отколку ако му го кажеш самото тоа. Да, апсолутно мора да водиме според пример и мора уште од мали нозе да им ги поставиме тие навики. Септен има исклучоци, например, кога се инхалираат децата. Тоа е многу непријатен процес за нив и тогаш се пушта Pink Panther и тоа е тоа. Да, тоа учиш која од ситуација до ситуација. Сакав исто да те прашаме и привршувајќи со самиот разговор, пак док зборавме пред да почнеме со снимање, зборуваше за тоа некој чувство на себичност кој што мајките може да го имаат ако не знам се посветат повеќе време за себе или отплашат нешто свое и се тоа. Дали можеш повеќе да ми го објасниш тој феномен и зошто тоа се случува и зошто или како еве ти го имаш надминато самото тоа? Да, па мислам дека многу повеќе почнав да се грижам за себе и за моите интереси, за моите цели откако станав родител и почнав повеќе време да си посветувам на она што сакам да го правам, да читам, да вежбам, да се дружам со инспиративни луѓе. Почнав многу повеќе да кажувам не на луѓе што ме истоштуваат, на работи што не сакам да ги правам и слично. И да, тоа може да се протолкува како себичност, меѓутоа јас, еве од моја гледна точка, времето ми е многу лимитирано. И јас морам да одлучам у тие 8 сати, кога син ми уште не е дома, како ќе го поминам тоа време, дали ја ќе сакам 2 сати да вложам во пиење кафе со токсична личност или ќе сакам 2 сати да вложам едноставно да се шетам на кеј со слушалките во уши, да размислам за некоја стратегија за раст. Најчесто кај мајките се
се даваат изговори дека па немам време, знаеш, сега имам дете, па немам време за себе. Ама тоа е стварно изговор, затоа што окей, сега детето, некогаш, нели, кога ти е во градинка, на училиште или кога го чува некој друг, ти може тоа 1-2 сати, наместо да си скролач или да гледаш нешто на телевизија, можеш ти 1-2 сати да идеш да вежбаш, да идеш во шопинг, да идеш на маникир и слично. Мислам дека тоа е само изговор. Е сега од страна, апсолутно те гледат како себична личност, например, кога ќе им кажеш, ај почувај ми го детето 2 сати да идам ја во спа да се опушта малце, одма не мајка, катастрофа, како можеш така, детето треба ти на прво место. Да, ќе се изнаслушаш вакви коментари, ама едноставно сметам дека ако мајката не е добра, психички и физички, тоа ќе се одрази не само врз детето, врз цела фамилија, поширокото семејство, врз пријатели, едноставно сите ќе го осетат тоа. И не за џабе велат дека ако е мама е среќна, сите се среќни. Се согласувам со тоа. Прашајте го и сопругот. Да, и мислам дека ја веќе неколку години тоа се обидувам, јас сам да практикувам повеќе како размислувам отколку некојаш е потешко да се стави во пракса, ама ако јас не сум во моето најдобро издание, тоаш и не се појавам сам за себе, а не можам да се појавам за другите. Без разлика, нели, сега зборуваме конкретно за мајките, ама ако ја не се грижам за сам себе, ја не можам да бидам ни добар пријател, ни добар сопруг, ни добар син, ни добар татко, мајка, утре да... Не можеш, бидејќи ти не си 100%. И да, некојаш нема да, ретко кога ќе биеме 100%, ама ако даваме се од себе, ја се посветам на своето ментално, на психичко, духовно, какво и да е, знаеш, тоа што ми треба, да. Ја ќе бидам многу подобар у сите овие улоги кои што ги имам, па и на работа. Да. И ако ја не се посветам сега и се спремам за овој подкаст, ја и ти нема да имаме добар разговор. А ако ја дојдам само и сега зборуваме, и тука и некоја што се гледа за себично, ама на крајот на денот тоа мислам дека е најнесебичното нешто што ние може да направиме, бидејќи ние вложуваме во самите себе и така ќе бидеме подобри во било која релација, било кој однос што го имаме со било кој друг. Да, ако не се сакаш себе, не можеш ни другите да ги сакаш како што заслужуваат. Да. Превршувајќи, за крај сакам да те прашам, ако нешто испуштивме, нешто не кажавме, дали има нешто кој што би сакала да надополниш или да го кажеш? Да, па би сакала да зборам за некои предизвици, некои победи вака што ги осеќав у текот на процесот. Јас сум човек што многу визуализира. Имам vision board цели пред мене, на секаде ливчиња, подсетници, афирмации. И сега имаше пред неколку години, бев на една онлайн едукација, најдобрата верзија од себе, мислам дека така нешто се викаше. И таму имавме задача да напишеме како ние во иднина, еве за 5 години од сега, би сакале да изгледа еден наш идеален ден. Како би се чувствувале, што би правеле, како би изгледале, со кој би се дружеле. И го напишав, нели, тоа одамна беше и пред некое време си се навратив на тоа што сум го пишувала и сватив дека ја го живеам мојот идеален ден. И некако се наежив, затоа што баш се чувствам онека како што сакам. Океј, може не изгледам онека како што сакам, имам неколку килограми плюс од тоа што го визуализирав, ама едноставно сватив дека јас си го живам животот што сама сум си го креирала и тоа што баш има во НЛП една практика, вели дека биди возач на твојот автобус, тоа значи дека мојот автобус ја го држам воланот, не дозволувам да бидам јас само пасивен совозач, кој што еве, например, јас сакам да одам во Струмица, не може да се качам на воз за Охрид. И тоа многу и го осеќав кога работев за компании, осеќав дека јас сум како само сопатник во мојот живот и дека другите го возат мојот автобус, јас само седам и не годувам за тоа кај треба да се оди. Но еве од денешна гледна точка, благодарна сум за целото искуство што го имав и како новинар и како маркетер, затоа што ми покажа што всушност јас сакам да видам, што сакам да правам и да не се задоволувам со ништо помалку од она што ми е на vision board. Да. И мислам дека е многу важно, бидејќи ако имаме визија, а целиме на некоја сосема спротивна страна, ние никогаш нема да оствариме таа визија и ќе дојде момент каде што ќе престанеме да размислуваме што би сакале или како би сакале нашиот живот да изгледа, бидејќи
со години не сме успеале у тоа што сме осакале. А уствари на крајот на денот е само да промениш правец, тој што викаш, да од еден автобус да се качиш у друг, да почнеш да возиш и да стигнеш до таа визија. Може нема да биде комплетно целосно како што си замислувал, ама пак малите победи ќе те поттигнат и повеќе да размислуваш за тоа што сакаш и поголемо можеби да сонуваш, па и помали соништа да имаш да можеш да се осмелиш да ги пробаш, да ги оствариш. Да, и уште ова ние, например, освен нели што треба да се обидаме ние да го фатиме воленот на нашиот автобус, многу ние ретко размислуваме за нашата смртност. Ние си живееме, си функционираме како ја да би живеела вечно. Па има време за тоа, има време, бе, млада сум, едва 30, има време за тоа. Меѓутоа, нашето време на земјата е многу лимитирано. И треба да се присетиме на тоа, не само кога идеме на погреби да се присетуваме на тоа, туку секој ден да се присетуваме на тоа, дека, окей, може имам уште една година, може имам уште 10, може имам уште 50, за така и да се мотивираме ние конечно да си го земеме животот во наши раце и да ги правиме работите што сме ги сакале. Да. Тоа е многу важно, бидејќи мислам дека смртноста е доста радикална може е мотивација, ако може да наречам, ама дефинитивно во одредени моменти е она што на некои луѓе им треба за да сватат дека чекај, кај тераме моментално, дај да, бидејќи на крајот на денот тоа е, ние, кажа ти, лимитирани сме, ние имаме одреден период сме тука, нема толку, нема еликсир за вечност, уште не е измислен. Да. И треба да размислуваме, знаеш, пошто најчесто јас се фаќам тоа и порано, нели, кога си помал и пломат не размислува за тоа, ама немаме неограничено време. Толку е, имаме и сега што ќе направиме со работиве, толку. Така и, например, кога некојаш зборуваме за, па ти си имал таа шанса, ама јас сум ја имал таа шанса и да сум ја искористил. Да. Или не сум ја искористил. Да. Што може би имам шанси, ама кога ми се пружат тие шанси, не ги остварувам. И од тука баш е интересно да се размислува за тоа колку само работите не треба да се земаат здраво за готово и да се размислува малце подлабоко на нив. Не само кој ќе биде ефектот од тоа што ја денеска ќе направам денеска, туку и што ќе се деси утре. Ако ја денеска не се наспиам, ајде денеска може ќе истерам, ама утре така исто нели со вежбањето, можеби одма од вежбањето не го чувствуваш после тренинг, а утре ден да ќе го почувствуваш. Сега, некоја ше убава, поготово со вежбањето е добро, тоа значи дека функционира, ама тие се некои ефекти кои што не секогаш размислуваме за нив. Да, и баш вака кога не размислаш од перспектива на смртноста, сваќаш дека нема поента да си го арчиш времето, работејќи во компанија која што не те цени, не те почитува. Некој треба да размисли вака по долгорочно. Да. И последно за крај, ако имаш можност сега, имаш, да ги прашаш оние што не слушаат, кое би било твоето прашање? Па имам и едно прашање и еден предизвик, како може. Да. Прашањето е, ако денес е последен ден од твојот живот, што би правил со денот? Дали ќе скролаш на Инстаграм или нешто друго? А предизвик, нешто што мене ми беше многу тешко да го направам од едно од програмите кај што се едуцирав, кога ќе слушаш подкастот, иди погледни се во огледало, гледај се во очи и кажи си, те сакам. Многу е тешко тоа, ако вака звучи едноставно, многу е тешко. Да. И ја тоа последни неколку години поттекнат од Сајмон Синек и следајќи ги неговите излагања и пишувања, колку само треба повеќе да си кажуваме тоа сами на себе, ама и на тие околу нас. Така што I second that.